дека амандманот не е усвоен. Отварам претрес по амандманот под архивски број низ 216, поднесен од претениците Рејхан Дурмиши, Фијат Цановски и Мевмеджи Майловски. Амандманот ќе го образложи колегата Рејхан Дурмиши, повелете. Благодарам, господин председавач. Значи, со овој амандман предлагаме да се обезбедат средства во висина од 3 милиони денари за изградба на канализациона мрежа во селото Джепиште, општина Дебар. Значи, овој амандман го поднесовме и во тесна соработка и со општината. За овој амандман, значи, не е случајно вака поднесен, има и конкретен проект кој што е приоритетен за оваа општина и за ова населено место. Општината го има поднесено до сите институции, во моментов за жал нема своји материјални средства да го реализира. Значи, целосната документација е подготвена и се надевам дека заменик министерот ќе го прифати. Благодарам. Благодарам, го молам заменикот министер за финансии се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа. Не го прифаќа амандманот, дали некој друг бара збор, колегата Мевмеджи Майловски, повелете. Благодарам, господине заменик председател. И овој амандман е еден од амандманите кои што се упатени, односно се предложени до владата на Република Македонија за обезбедување на средства за вакви инфраструктурни проекти кои што се од витално значење за овие населени места. Населеното место Чепиште е на средината некаде на патниот правец, на патот измеѓу Струга и Дебар, и тоа е точно на брегот на Дебарското езеро, односно регионот во кој што треба навистина да се заштити околината, да се заштити средината, и затоа бараме да се обезбедат овие средства за да може да се изгради фекална канализација која што на крајот ќе има пречистителна станица и ќе обезбедиме нормално заштита и на Дебарско езеро, а и подобра живеачка на граѓаните од ова населено место. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не бара збор, го затварам претресот по амандманот и амандманот го ставам на гласање и повикувам да гласаме кој е за. Тројца претеници гласаа за, кој е против? 6 претеници гласаа против. Констатирам дека амандманот не е усвоен. Отварам, повелете? Барате процедурално. Колегата Рејхан Дурмиши бара процедурално, повелете. Благодарам, господин председавач. Значи, процедуралното се однесува на следниот амандман кој што е поднесен исто од наша страна. Се однесува, значи, за населеното место Ростуше за изградба на секундарна водоводна мрежа. Овој амандман, значи, ланската година беше поднесен исто од наша страна и на 22.12, значи пред тие контроверзни настани од 24.12, министерот Ставрески овој амандман го прифати и беше прочитан на седницата за финансирање и буџет како прифатен амандман. Мојата процедурална забелешка е во следново. Овој амандман, иако така прифатен, не се реализира во текот на целата година. Значи, тогашните 4 милиони денари, сега јас барам 5 милиони денари, затоа што таа секундарна мрежа што е уште во покатастрофална состојба. И затоа, со оглед дека заменик министерот, може би го прејудицирам јас неговиот одговор, затоа сега ќе побарам 10 минути пауза, да се консултира со министерот, со оглед дека тој лани не беше заменик министер, беше некој друг. Значи, барам 10 минути пауза, да се консултира заменик министерот со министерот Ставрески и после тоа да отвориме дебата за овој амандман. Значи, инсистирам на консултација, барам 10 минути пауза. Благодарам. Благодарам, колега Дурмиши. Инаку имаше вакви реакции од другите колеги пратеници кои што за буџетот за 2013 година владата им ги прифатила амандманите, а не ги реализирала, но бидејќи вие имате поднесено амандман, јас согласно деловникот морам да отворам претрес, но ќе го почитувам вашето барање, 10 минути пауза. Благодарам. Благодарам, господине председавач, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Во рацеве го држам ланскиот амандман.
не овогодинашниот, него ланскиот. Со тоа што, како што кажав, и причините за кои што ја поварав оваа пауза од 10 минути, која што се издолжи малце повеќе, се надевам во позитивна смисла, со оглед дека предпоставувам имавте поширока можност, пошироки консултации со министерот, затоа што и вистината и правдината е на наша страна. Значи, никој не го присили ланската година, министерот да го прифати овој амандман. Со амандманот ланската година баравме да се обезбедат средства во висина од 4 милиони денари за реконструкција на секундарната водоводна мрежа во населено место Ростуше. Министерот за финансии овој амандман го прифати и предпоставувам, значи, ако се запазеа сите законски процедури и постапки, овој амандман требаше да стане составен дел од буџетот за 2013 година. Еве сме сега. Денеска сме, мислам, 28 ноември. Буџетот за 2013 помина така како што помина. Нема ниту А од некаква реализација на овој амандман. Значи, секундарната водоводна мрежа во населено место Ростуше остана иста и остана дополнително оштетена. И затоа, со новиот амандман, не е 4, току барам 5 милиони денари да се одобрат, затоа што ова водоводна мрежа, значи секундарната водоводна мрежа во населеното место Ростуше е во катастрофална состојба, со азбестни цевки и нечепната, може би, од тогаш од кога е направена, некаде 60-тите години. За волја на вистината, неколку пати е подобрувана горе резервоарите и сите тие, значи вода доаѓа, има вода, до населеното место Ростуше има вода, но можете да замислите незиниот квалитет каков е кога ќе помине низ тие азбестни цевки. Знам дека ова е исто и врвен приоритет на општината и знам дека општината се залага да се реализира овој проект, но исто така знам дека ништо не е помрднато во конкретна реализација на некаков градежен зафат. Сега ние можеме да се изборуваме тука, има проект, има интерес, сака градоначалникот да го реализира овој проект, сака министерството да помогне во реализација на овој проект. Имаме најави дека можеби ќе се реализира до оваа или во почетокот на следната година, но сето тоа се нешто работи кои што се зборуваат значи во некое идно незавршено време. И сегаш што треба посилни и по-реални аргументи да зборувам за овој дел, затоа што ова воопшто нема да ги подобри условите за живот и екзистенција на овие граѓани. Ако, не знам, заменик министерот каже дека можеби ќе се реализира или има одобрено средства, како што не убедуваше лани и полани и заменик министерот и министерот дека за општината Маврово и Ростуше се доделени околу 850.000 евра за оваа намена во делот на водоводи и канализации преку Министерството за транспорт и врски, но мислам дека ако е тоа така, е уште полошо пак. Ако има 850.000 евра доделени преку Министерството за транспорт и врски за општина Маврово и Ростуше, а при тоа е реализиран само единствен проект во Мавровскиот регион, тогаш е уште покатастрофална работата. А имаме еден куп приоритети. Генерално канализационите мрежи во сите населени места се никакви. Имаме проблем со водоводите. И крајно, не сакам да расплинувам оваа дебата понатаму, пошироко. Значи се работи за населено место Ростуше, седиште на општината, 1200 до 1300 жители кои што постојано живеат во ова населено место. Основно училиште, каде што доаѓаат ученици од 7 други подрачни училишта. Гимназија, значи имаме 300 ученици можеби во основното училиште, 200 ученици во гимназијата. Сите структури на општината се во Ростуше. Општинска администрација, полиција, пошта, здравствен дом. Значи можете да замислите дека од овој водовод или преку овој водовод дневно пие половина од општината.
Значи ова не сакам грубо да се изразувам, ама очигледно че морам. Ова е стварно лицемерие. Значи ова што се прави е стварно дно. 4 милиони, сега 5 милиони, па од нецели 3 милиарди евра да нема 5 милиони денари за центар на општина, не знам. Ако државата не давала, јас лично да бев градоначалник, јас ќе го направив со собствени средства тоа. Со средства од општината, од тие граѓани кои што даваат данок и кои што ја поддржуваат таа општина. Па 5 милиони денари се бе луѓе. 3 милиони евра ќе има сега фонтана нова помеѓу едната и другата фонтана и мостот. Тоа панорамско тркало, дали треба да се вложат 12 милиони евра во Скопје, а луѓе во Ростошје да немаат квалитетна вода за пиење. Лани ги зборува врбите. Ене се, пола се исушијат. 200.000 евра, 250.000 евра. Значи, шо правиме ние? Центар на општината, половина општина од население екзистираат таму, секојдневно се таму и пијат катастрофална вода во 21 век. И при тоа, амандманот вика, ланската година нема проблем, влезене во буџетот, ќе биде составен дел на овој буџет, ќе се реализира во 2013 година и дојде сега 2014 година статус кво. Затоа, господине заменик министер, вие ланската година не бевте, мислам дека воопшто не ви изњавив, добро е што претпоставувам стапивте во контакт со министерот. Реално, јас да бев на страната на министерот, веднаш, може би вие ја немате таа можност самите да одлучите, но веднаш ќе кажев од принципиелни причини. Да, така беше, прифати го амандманот. Затоа што гледате, во 3 милиарди евра, 5 милиони денари може да се пренаменат. Дополнително тие пари ги барам од фамозната економска промоција на владата, каде што одан милионски суми на пари, каде што најмалку инвестиции доаѓаат во државата после тие роуд шоуа и не знам шо. Ако си се водеме ние самите дека, не знам, 2009 имало инвестиции 50 милиони или 70 милиони, карикирам, сега сме дошле до 130 милиони, демек као сме направиле работата да биде многу позитивна. Ама сме на дното и по странски инвестиции во регионот. Не зборам подалеку. Со милиарди инвестиции влегуваат во Хрватска. 2 пати повеќе инвестиции влегле во Косово оваа година. 5 пати повеќе во Албанија и сето тоа. Значи и по тој основ не добиваме бенефит, некој плюс. И затоа викам 5 милиони денари помалку, едно роуд шоу помалку. Нека не одат оваа недела министрите и премиерот негде. Нека застанат и нека се направи водоводот во Ростошје. И сме го решиле проблемот за навек. Од тие средства, почитуван заменик министер и колеги пратеници, од тие средства, баш. Не викам од некој друг проект, круцијален, важен за државата, за другото население. Баш од средствата за економска промоција на владата да се пренасочат 5 милиони денари во Министерството за транспорт и врски, наменски за проектот за секундарната мрежа во Ростошје. И тоа е. Ништо повеќе. Затоа, пред да се изјасните, уште еднаш добро е да размислите. Добро е овој амандман да го прифатите и добро е овој проект да се реализира. Ве замолувам само и вас и колегите пратеници. Ако сакаат, се надевам че сакаат да дебатираат, нека не зборуваат во идно време. Затоа што не е коректно, не е фер. Не е убаво. Значи, факт е непобитен дека амандманот кој што е прифатен за 2013 не е реализиран. Ниту има абер, ниту има почеток од некаква реализација. Тоа е непобитен факт. Секој што смета дека е поинаку, нека повели, нека каже. Само ви реков, значи, да не дебатираме во идно време. Дали имало, немало проектна документација, дали општината се залагала, не се залагала, сето тоа е ирелевантно во моментов. Во моментов е непобитен факт дека парите кои што ги прифати министерот и требаше да бидат составен дел од буџетот за 2013, ниту почнале да се реализираат, ниту ќе се реализираат, затоа што ги нема. Очигледно.
Очигледно. Не е ова лага, дополнително ова е, значи, игра со човечки судбини. Ова е катастрофа. Затоа ве замолувам, господине заменик министер, добро да размислите, се надевам дека извршивте позитивни консултации со министерот и добро е да го прифатете амандманот, значи единствено можеби најмногу од принципиелни причини. Затоа што овој амандман бил составен дел од буџетот за 2013 година. Министерот Ставревски овој амандман го прифати и не се реализира. Благодарам. Благодарам. Го молам заменикот министер за финансии се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа и тоа што јас можам да го кажам во однос на тоа е дека односно општина Ростуша е дека преку проектот за снабдување со вода и за одведување на отпадни води, финансирани од Светската инвестирачка банка, се издвоени средства во износ од 869.000 за реконструкција и проширување на системот за водоводниот систем во населеното место Никифорово и за реконструкција на главната линија на водоводот во селото Ростуша и градење на резервоар и водоводна мрежа од новиот резервоар до стариот резервоар во населеното место Мавровијанови во износ од 193.996 евра. Благодарам. Владата не го прифаќа амандманот. На излагањето на колегата Рехан Дурмиши се пријави за реплика колешката Светлана Карапетрова. Повелете. Благодарам, подпредседател. Јас само по дополнение на овој проект сакам да истакнам дека по консултации со градоначалникот на општина Маврово Ростуше и со Министерството за транспорт и врски, по-конкретно сакам да кажам за овој проект. Значи, проектот чини 7 милиони денари, тендерот ќе биде објавен до крајот на годинава. Целокупната документација за проектот е веќе завршена. Министерството за транспорт и врски, значи, ги обезбедува средствата кои се потребни за оваа намена. Мене како пратеник единствено важно ми е овој проект да заврши, бидејќи од суштинско значење за сите жители на Маврово Ростуше и сигурна сум дека овој проект ќе во најскоро време ќе биде реализиран. Благодарам. Благодарам. За контрреплика се пријави колегата Рехан Дурмиши. Повелете. Благодарам. Значи, јас замолив идното време да го изоставяме. Меѓу другото, имам она потесна професија што ми е во делот на образованието, знам ова. Мислам дека аорист се викаше. Некое минато, идно, неопределено или не знам какво време. Не е коректно. Затоа реков дека не е коректно. Не дека се 5, 7, колку сакам нека се колешке, колку сака нека се. 1, пола нека е. Ама не е ништо направено. Потенцирав средствата кои што и се доделени фиктивно, кои што летаат некаде, а никој не ги гледа, ги нема. 869.000 евра на општината Маврово и Ростуше од Светската инвестициона банка. Само единствен проект е реализиран, господине заменик министер, го спомнавте вие, тој проектот за водоводната мрежа во Никифорово. И јас тоа го знам и не е проблем тоа. Напротив, дополнително поголем проблем или најголем проблем и на општината, и на општинската администрација, и начело со градоначалникот, е што овие доделени, не знам кај се тие пари, 869.000 евра не се искористуваат. Значи, тие, почитуван заменик министер, сигурно вие знаете во Министерството за финансии, тие се доделени средства од 4 до 5 години. И замислете, ако се негде настрана во Купчево, нели треба да има иницијатива за да се реализираат овие средства. Па исто колку што се доделени средствата, исто толку време и градоначалник. Значи го тера вториот мандат. И сега треба да одам чекор подалеку. Зошто овие пари не ги искористува општината? Ако ги има некаде. Ги има во Министерството, викаме за транспорт и врски, преку кредитот од Светската банка. Ама зошто не се искористуваате главното и круцијално прашање? Дополнително, еве ланската година, на моја иницијатива, значи овој амандман, затоа идам со стариот амандман, еве кај што сум земал некои белешки од ланската година, овој беше поднесен.
и министерот за финансии го прифати. Тоа значи по автоматизам треба да се реализира. Значи ланската година цела не е реализиран. Еве го, сега викаме нема проблем, ова значи ќе биде така како што не знам ете запишал некој во вашиот нотес или не знам некој добил информации по друг основ. Значи не е поентата таа. Главната поента е дека луѓето во Ростуше, во населеното место Ростуше и половина општина Маврово Ростуше пијат вода од загадени, дотраени азбестни цевки. Потенцијална можност за еден куп болести. Пари имало, обезбедени биле, никој не ги реализирал и сега главниот аргумент е дека имало проект, па не бил сега 5 милиони, бил 7 милиони денари и тој ДВК ќе се реализирал. А кој, колешке, еве директно ве прашувам вам, кој ќе ги надомести штетите за сите оние болести кои што се јавиле по овој основ во овие 4 до 5 години? И порано, ама сега многу, затоа што порано може би бил понов. Од пред 5 години до сега е покоректна водоводната мрежа. Значи ова не е чепнато години, ја не реков дека овие 5 години не е чепната оваа мрежа. Ова не е чепнато никој пат. Иницијативата и на вашиот градоначалник и вас, мислам дека за жал ќе биде и моја, ќе биде задоцнета. Рековте дека е во ред да се главната поента е да се направи. И јас викам дека главната е поента да се направи. Ама уште поглавна поента е зошто не се направил лани, полани, конкретно кога сме ги обезбедили и парите, лично јас. Зошто тогаш не се направил? И сега повторно ќе си земаме алиби дека, не знам, некој друг, некој трет, некој пети, некој десети е виновен за оваа ситуација. Мене ми е навистина жал се тоа што е така, но оставам, луѓето не следат, луѓето ја следат ова и другите дебати и на крај тие се последниот суд што ќе го донесат заклучокот. Да. Останува да се надевам дека може би оваа моја лично, оваа дебата ќе го освести, ќе го отрезни Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски, барем еднаш да се одважи и да излезе она што треба да си го исполни како обврска која што граѓаните ревносно си ја исполнуваат. И крајно, ако ништо друго, со оглед дека довербата ВМРО-ДПМН ја доби на овие избори во првиот круг, тогаш народот нека оцени кому и на кој начин ја дава оваа доверба. Затоа што, знаете, изборите се единственото мерило, како што вие кажувате, но во случајов, ако имате средства и ако не се реализираат тие средства, тогаш следните избори нека покажат како и на кој начин населението ќе си го даде својот суд. Благодарам. Благодарам, колеги.